Поштовни гледачи, добро утро. За сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Во овој дел најчесто имаме гости кои што по многу што се заслужни да се најдат пред објективот на нашата камера, а воедно и да не бидат гости. Бидејќи со нив можеме многу нешто да научиме, да не подучат, а и да слушаме многу убави работи од нивниот живот, кој најчесто е атрактивен. Мојот гостин денеска е еден од познатите луѓе на македонското естрадно небо, како би се рекло, а со големо задоволство ќе го представам, бидејќи е наш кумановец, а ние кумановчани сме такви некако. Посебно си се почитуваме и посебно си се гордееме со луѓето кои што не представуваат како од државата, така и надвор од неа. Во прашање Боби Серафимовски. Добро утро, благодарам за оваа убава најава. Да кажам дека се чувствувам прекрасно во студиото на К3 телевизија и так, утрински расположен, нов ден, верувам дека ќе имаме сите убав ден. Сигурно, и на сите гледачи им интересно е надвор ден. што имаме сончево време. Да, необично за ова. Денеска е 14 јануари, значи пивти ќе се прават уште малку. Свети Јован не знам дали ќе успеат да се фатат пивтиите, бидејќи времето нели не е... Ноќите се ладнички, така преку ноќ имаме студ, немаме минус тоа, веднаш да си знаат и гледачите и прогнозата што ја добивам од Метеоролошкиот завод и од синоптичарите. Значи, надвор имаме толку убаво сонце, некаде околу 13-14 степени треба да биде денеска. На Свети Василие, што е денеска, значи еден убав, многу голем празник. Убаво што го споменавме тоа, да им го честитаме празникот на сите кои што го слават. Од друга страна, да им ја честитаме Василица на сите оние од ромската заедница на ромите кои што ја слават и на сите оние кои што име имен ден. На сите Васили, Василици, Васко, Василки, сите оние кои што го носат ова име. Да сте живи, здрави, срекни и вечни со ова убаво име. Ете така, нови убав ден, празник, Боби ни е гостин. Празничен ден, да. Празничен, убав, пријатен, пролетен ден ни е надвор. Синоќа имавме свирка со групата на здраве, која што членувам, што работиме во ресторан Право, убаво си поминавме, имаше убава забава. Мислам дека во последно време луѓето практикуваат ова православна нова година да ја слават со сите нишани што велиме, нели? Да. Имаше убава забава, убаво си поминавме, така да убава дружба во секој случај. Ги сакаме ние празниците, ако ќе дојде јануари имаме толку многу празници и сите сакаме да ги спочитуваме. Сега што старата нова година, што би рекли православната, која вчера се прославуваше, некако дојде оваа година во работните денови, во сред работна недела, така да не може баш многу да се спочитува до крајност. Не може да се опуштат луѓето, но сепак пак има луѓе кои одат, пак имат луѓе кои не може да не се дозвола да ја прослават. Сака да уживаат. Сигурно. Добро. Боби, ја сакам да го започнеме разговорот со она што се нарекува која е твојата прва песна, твојот прв настап. Секогаш ме интересираха луѓето кои што го представуваат оној селебрити групата која што со која не можеме секојдневно да разговараме и секогаш ми интересно твојот почеток, твојот прв настап, твојата прва песна. Па мојата прва песна која што остави белег на оние бивши југословенски простори во тоа време беше многу одамна, 89-та година, времето лета многу брзо. Тоа беше песната Ивона која што ја направив и ја снимив во Ниш во едно приватно студио. И по некоја случајност песната беше испратена на тогашното радио 202, Демо Топ 5 во Белград. И песната освои прво место во... Која година беше тоа? Тоа беше 89-та година. И тогаш наистина беше, јас бев воодушевен, бидејќи бев млад, имал 22-3 години, мислам, во година на креативност, кога почнуваш да се занимаваш со музика, мислам, не почнуваш, меѓутоа почнуваш со креирање, со компонирање, нели? И бев поканет да бидам гост во Белград, во студио 202, бев гостин во тоа време, мислам, една голема држава беше во тоа време, бивша Југославија, која што имаше 23. И Белград 202 радиото е доста звучно. И тоа беше многу слушано и наистина тоа
едно доживување кое што не може да се опише и баш ми е драго што ме врати назад да се потсетам на тоа. На тие убави работи. Така. Песната направи вистински бум, после тоа бев и мојата група Боби Бенд бевме гости на Неделно попладне во тоа време, исто кое што беше многу гледано. Во Нови Сад бевме тогаш. А во Нови Сад, така. Студијата од републиките има по еднаш неделно правеа. Една недела Белград, една недела Скопје, една недела Љубљана, Нови Сад и бевме гости со мојот бенд Боби Бенд на тоа неделно попладне во ТВ Нови Сад и ја промовиравме песната. Мислам се чувствуваме како вистински звезди. Сега кога гледам од оваа страна, гледам дека не е така, меѓутоа во тоа време тоа нешто значеше и годините. Ве представувале како такви, имале таков третман спрема вас и тоа е многу убаво да се почувствуваш така. Се зависи од третманот на медиумите од страна, баш така. Да ви кажам искрено, и годините си го прават своето. Тогаш бевме помлади, јас бев помлад нормално. И постои некоја еуфорија, некоја магија која те тера да се занимаваш со она што го работиш, музика, например, да создаваш, да живееш за тоа. Јас и сега живеам, меѓутоа годините си го прават своето. Таа еуфорија се уште постои кај мене, меѓутоа на еден друг начин. Боби, знаеш како, од моја страна, јас не сум музичар, да кажеме, јас сум слушател, кога веќе зборуваме за тоа време некое, од тогаш, јас мислам дека многу поквалитетна музика имаше тогаш него денеска. Значи, не можам да кажам немаме квалитет денеска, но денеска имаме и многу шумто, да кажем. Имаме квалитетна музика. Да, се сложам. Не дека немаме, но тогаш во тоа време, поаѓајќи од она што имам разговарано со луѓето од светот на музиката, дали се само пејачи, композитори, автори, кантавтори, не е важно. Значи, луѓето од светот на музиката. Многу потешко беше тогаш да се влезе во некој студио, да се направи песна, да се издаде песна, значи многу е долг патот, многу биле построги критериумите него денеска. Па да, за жал така е. Денеска кога имаш пари, со пари се станува звезда. Барем оние звездите што кажуваат, ќе купат албум, ќе дадат одредена сума која ќе побарат и звезда, сега не знам дали ќе направат звезда, но ќе издаде плоча. Па има хиперпродукција, во право си, дефинитивно, мислам, има хиперпродукција. Претерано има. Пак ќе кажам, не значи дека нема квалитет, но има толку многу неквалитет, толку многу шум, толку многу нечиста музика, која што се е само не музика. Така. Се сложимо, дефинитивно се сложимо, затоа што навистина со овие продукции кои што се појавија, тоа е предност на некој начин, значи се јавуваат нови таленти, нови имиња, многу луѓе сакаат да пеат, да бидат пејачи, да бидат звезди. И многу студија се отворија. Сега техниката на некој начин е поедноставно да се набави, цените падна, во тоа време беше и поим да имаш електрична гитара, да имаш компјутер студија, така натаму. Сега секој трет музичар има свое домашно студио и се обидува да направи нешто. Друга страна, интернетот го направи своето. Значи многу музика, многу луѓе сакаат да успеат да направат нешто и од таа хиперпродукција за жал мислам дека нема многу квалитетни изданија, квалитетни музички дела, меѓутоа сепак јас сум оптимист и верувам дека ќе се најде нешто што онака ќе остави трак, впечаток и нешто што не е шунт или нешто што не е хиперпродукција, затоа што едноставно, вклучите ги овие сателитски канали на овие балкански простори, сите песни личат една на друга. Мислам, не знам што да кажам. Тој ритам не се разликуваат, нема интересно по ништо, а да не зборуваме за текстовите. Значи, кој пишува такви текстови, кои што ние ги слушаме и како медиуми треба да ги пуштиме, мислам навистина. Срамота е претерано. Јас не знам кој може да дозволи една песна со таков текст. Не би сакала да го спомнам текстот, кој што го пуштаат телевизијите. Првин, ние во нашата телевизијска куќа не можеме да си дозволиме да пуштиме некоја песна која што има таков текст. Не знам медиумите каков критериум имаат. Па, тоа е политика на медиумите, меѓутоа сакам да кажем и нешто друго. Дефинитивно медиумите ја креираат и го сервираат она што слушателите и медиумите, аудиторијумот го прифаќа, нели? Ако сега не сакам да именувам медиуми, меѓутоа од балканските медиуми ностоп пуштаат шум музика, односно турбо фолк и така натаму. Значи ние сега, јас бидејќи
покрај тоа што сум композитор, значи сум и човек кој што се занимава и директно на сцената свири, например, тезги или така натаму свири. И ние сме принудени да правиме репродукција на такви композиции кои што за жал младите ги конзумираат на местата каде што ние настапуваме и свириме. И едноставно се на тој начин се создава таа некоја музичка култура. На кој начин луѓето ја прифаќаат таа шон музика или таа ново компонирана музика. Меѓутоа сакам да кажам и тоа дека и во таа ново компонирана музика постојат квалитетни дела кои што иако се комерцијални, многу комерцијални, на граница на шундот имаат квалитет, имаат порака во самите текстови. Во прашање се само едни исти пејачи и само тие пејачи имаат квалитет. Значи стандардно со години што се однесува до тој турбо фолк, урбан фолк како го нарекува. Значи тоа се неколку пејачи на прсти, да ги зборуваме за соседната ни Србија, за нивната естрада, која што е. Добро, Бугарија немаме таков тип да слушаме во прашање урбан фолк, нели тој фолк што го слушаме. Да, меѓутоа и таму има експанзија, они прават копија на српската сцена. Има, но сакам да кажам, не сме ние толку да ги слушаме бугарите толку како што ја слушаме оваа друга музика. Значи во прашање се десетина автори од српската естрада кои стандардно го работат тоа што го работат и имаат квалитет, неоспорно. И покрај тоа што тоа е урбан фолк. Се она останато, доаѓа минува, нема квалитет, нема ништо. Немат никаков, како да кажам, не квалитета, немаат она душа која што може да кажеме една Светлана Ражњатовиќ да направи и да ја изнесе песната. Значи со години таа жена ќе бидне тоа што е и ќе остане. Освен што е квалитетна како пејач, освен што изгледа фино и друго што знае со публиката, знае да ја освои. Не случајно е споменав Цеца Ражњатовиќ, со оглед на твојата соработка со неа. Па да, Цеца е звезда навистина на Балканот и пошироко, веќе одамна ја гради својата кариера. За неа не треба да се зборува, знаеме на кој начин и како обстанува и како низиниот тим кој што е најак тим во Белград и на Балканот соработува со неа, нели? Како дојде вашата соработка? Па со Цеца ние направивме соработка 2004 година. Таа испеа моја песна и мој аранжман. Марина Туцаковиќ е текстописец. Тоа беше со менаџерката на Тоше Проевски, Лиljana Петровиќ. Таа е заслужена за тоа што мојата песна се најде таму. Во некој контакт со Марина Туцаковиќ, ја слушнале песната и Марина била одушевена и ја понудила на Цеца. Како беше песната? Песната од тебе не знам да се опоремим, се вика, и навистина песната е окей, звучи супер. И тоа е едно големо искуство за мене. Имаше прес во Белград, мислам 2004 година, со работка со познати, значи Цеца како и денеска што е популарна во тоа време беше на некој начин бум со тој албум. Да. И сето тоа беше едно големо искуство за мене, кај што понатаму ми беше како бекграунд за соработка со други музичари во Бугарија исто така. Значи јас работам комерцијална музика покрај тоа што го работам, нели, како филмска музика и смут џез и инструментална музика. Во секој случај интересно беше. Значи, како искуство вредно. Да, искуство кое што носи многу позитивни работи за мене за понатаму, нели? Меѓутоа и морам да кажам дека и суровоста на таа наша фела, композиторска, продуцентска, менаџерска е многу специфична, бидејќи никој не сака да има конкуренција. Значи, ако си добар, ако веќе некој тим таму работи за некого, не сака некој друг да дојде да земе од колачот, нели? Така да и тие некои таму беа многу љубезни и као многу среќни што јас сум дел од тој CD, меѓутоа покрај таа нивна лажна среќа и да кажам љубезност, тоа е нешто друго, нешто што значи да не кажам под наводници љубомора или завис или меѓутоа страв дека некој може да го земе целиот колач. Да. Бидејќи во тој бизнис парите се на маса, меѓутоа многу кратко време се на маса, ги нема. Да. Тоа е еден дел од тоа моје некое искуство. Знаеш како, така е во секоја професија, во секоја работа. Значи, доколку почнуваш да се пробиваш, доколку имаш квалитет, неоспорно е дека квалитетот е потребен. Значи, без разлика што споменавме дека имаат пари ќе издадат албум, да, но квалитетот треба да е пристатен.
Ке ти издадат албум месец, два, три, но ништо нема да заживее, нема да обстане. Сепак публиката, веќе и ние како публика сме навикнати да слушаме се и се, што но имаме таков истанчен вкус, веќе и ние знаеме да препознаеме што е квалитет. И покрај тоа што не сме професионални. Па јас имам едно правило, велам, музиката нема протекција. Нема, значи треба се појавиш, сцена треба да бидеш прифатен или не прифатен. Да. Или ќе знаеш да освоиш публиката, доколку имаш квалитет, публиката тоа го препознава, го ја освојуваш и те задржува. И треба да имаш харизма да го правиш тоа. И харизмата што е многу битна. Значи, јас велам луѓето што се занимаваат со музика, со уметност, дали е тоа музика, дали уметност, дали пишено перо, дали слика, не е важно. Мора да имаат харизма. Значи, не може уметник без харизма да освојува. Тоа е едно со друго веројатно оди. Самото оној талент и квалитет знае веројатно да ја направи таа харизма и да освои. Тоа е веќе она што јас како публика можам да го препознам. Посебно у медиумите се чудна работа. Значи, кога се појавуваш пред камери, камерата или те сака или не те сака. Да, камерата е многу специфична. Мислам, тоа е нешто што или те препознава, или не те препознава. Освен што со камерата... Мене ми се случува, кога ќе пуштам телевизија да гледам и некоја водителка или пејач или пеец. Во моментот, значи, реагирам дали ќе го гледам или нема да го гледам. Да. Едноставно некој се случува да вклучувам и веднаш го менувам програмата. Едноставно некоја негативна енергија или нешто нехаризматично излегува од водителката или од пејачот или не знам. Па тоа е што велат, има луѓе кои што се едноставно негативни. Дури некогаш не можете да се појасните зошто некои луѓе не ги сакате. Или не ги сакате во близина. Сега за Цеца ќе кажеме, таа има харизма, нели? Во секој случај, затоа сите ја сака, ти има некоја позитивна енергија која ја шири кај гледачите и оние што ја конзумираат нејзината музика. Тоа е кај Цеца што таа има таква харизма што кога ќе излезе, веќе сте освоени, дури тек кога ќе почне да пее, значи квалитетот кога ќе излезе готово. Значи освоени сте. Така е, добро. Тука некаде 8:20, значи имаме време уште, но сакам да направиме една пауза, една музичка номера да направиме, се одмориме со малку музика. Јас мислам дека не би било лошо да се одмориме малку и сега верувам дека ќе имаме нешто добро таму од реджијата. Сигурно. Ајде колеги да видиме што ќе ни пуштите. Крши срце, но болката нема крај, немам сили да издржам повеќе, знај. На сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели. Јас знам, секогаш љубам до крајот, јас знам, ќе останам сам во рајот, јас знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, јас знам, срцево мое што сака, јас знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душа
iskreno koji te ljubi, no seba Gospod vaka mi sudi, ja znam, srcevo moje što saka, ja znam, Duh će te drži za raka, сега znam, ko malo dete što moli, dušava moja će plače i boli. Велат, кога ќе ги прашаш родителите кој дете повеќе го сакаш, не може да ти одговорат, нели? И тоа на посебен начин. Кога ќе ги прашаш уметниците кој дело ти е најдраго, сите ми се посебно драги, сите имат своја приказна, сите се стварани во некој одреден временски период, пошто ќе го запаметите. Сите си влечат некои спомени од некое време, значи не може да се издвои. Јас сакам да те прашам, што е нешто поатрактивно или нешто што може би си го направил како почетник во твојата кариера? Што си се чувствуваш некако како иноваторно нешто, почетник во нешто што се однесува до музиката? Значи, кога ти си композитор, нели, настапуваш и музиката ти е од повеќе области си опфатил, да кажеме, си комплетен музичар, така да, што е она што по тебе некако си издвојуваш, да кажеме? И си имаш препознатлив некој. Интересно праша. Да. Па се, што да кажам? Значи, ја имам многу дела. Значи, имам само 4 мои издања, авторски дела. Потоа имам 80 лиценцирани музика во Лос Анџелес, што значи инструментална и филмска музика. Така. Па имам издадено 3, односно 2 CD во Америка, сега третиот ми се издава. Имам работено за пејачи, имам детски песни, значи многу музика имам. Така да Ивона, да кажем, ми е драга, затоа што ми е прва песна. Потоа Happiness in My Heart, од албумот Happiness in My Heart, издание за CD во Америка, исто ми е многу драга. Don't Cry, кое што беше исто на албумот Happiness in My Heart, ми е многу драга. Новиот албум сега што го спремам во Америка, на кој што ми гостуваат 12 музичари од Америка и од Канада и од Чехословачка и на прекрасна дама која што наистина е одличен инструменталец. Виктори композиција исто ми е драга, потоа Missing You, на кој што гостува Кеан Вилијамс од Нью Йорк, исто многу интересно. Значи многу музика, многу дела. Tears of My Grandfather, инструментална музика за филм која што не мислам многу драга. Значи многу дела, не можам да ги одвојам, меѓутоа интересно тоа што јас кога сум во фаза на создавање на музика и на правење на финален производ, многу сум посветен на она што го работам како моје дело. Откако ќе го создадам, го слушам по 24 сата и некогаш досадувам на моето семејство. Посебно на мојата сопруга, дека доста више со таа песна не можам да ја слушам. Меѓутоа, откако ќе помине еден извесен период, ја творам и создавам нова музика и она што веќе сум го направил не го слушам. Од време на време некогаш ќе ми се случи. Песната за Цеца исто ми е драга, затоа што да, тоа е еден од во делот на аранжманот, јас не би ставил хармоника, меѓутоа екипата и тимот сакаше да има хармоника, јас би ставил виолина. Меѓутоа ми е драга кога ја слушам, затоа што ми создава посебни чувства и мислам дека е навистина искрено направена. Истата песна која е преработена во Бугарија, Малина, што е пее, Малина е една бугарска звезда, многу јака, исто ми е драга, бидејќи аранжманот ми се допаѓа како е направен таму. Така да имам многу композиции кои ми се омилени и некои кои што не ги слушам воопшто. Многу песни, многу музика. Со оглед на тоа што има многу музика. Рече има многу правци инструментална музика, да кажем. Инструментална музика е она музика која, да кажем, јас лично уживам да ја слушам, но некако Сантана беше еден од почетниците, некој што барем на наши простори некако провејуваше кога се однесува до гитарската музика, покривање на одредени настани, тој одеше. Но јас некако од инструменталната музика Енио Мориконе. Тоа е некој кој што... Тоа ми е омилен композитор кој што ми е... Тоа е некој кој јас мислам дека нема сличен музичар како композитор, мислам, тоа ми е човек кој што... Неверојатен музичар. Инспирира го инспирира моето твориште во делот на филмската музика. Не сакам да го имитирам, меѓутоа мислам дека е
еден од најврнити и најдобрите композитори за филмска музика. Неговите дела се чудо, значи тоа е нешто што таква душа има, таков филинг чувствуваш, посебен. Не може да го... Значи има препознатив стил и звук што во еден момент, еден тон и знаеш дека тоа е Енио Мориконе. Да. Тоа се случува и со Сантана, кога веќе правиме муабет и разговараме за гитарската музика. Сантана е човекот кој го постави тој Сантана саунд или Сантана гитарски звук. Да. Препознатив е, не може да не го препознае Сантана. Да. Неговото свирење. Реков, нема протекција во музиката. Се што е искрено, се што е од душа направено. Да. Кога се свири, кога се дава, кога се прави спој меѓу инструментот и емоциите и душата, бидејќи инструментот има душа. И кога ќе се спојат тие две души, твојата душа и душата на инструментот, позитивната мисла, она што го чувствуваш во моментот, нели? Меѓутоа искрено, тука не може да не се препознае искреноста кај публиката и она што значи квалитет. Точно, ми беше збор кога спомнавме инструментална и филмска музика. Значи, кога ќе се сетам на некои филмови кои што посебно ги помниш, ги помнам по музиката. Например, беше еднаш во Америка Енио Мориконе. Со оние неверојатни сцени, со Кум, со Енио Мориконе. Музиката, значи, таков ефект ќе направи. Филмот го сакам ради музиката. Значи, моментот кој што го препознава музиката му го дава ефектот и го помните. Многу битен момент е музиката. Многу битен момент филмска музика. Значи, тоа е една страшна работа која не џабе на доделувањето на Оскарите, нели си постои музика во филм. Сега замисли на една емотивна сцена, да кажеме тажна сцена, ако има музичка подлога која што не е емотивна, него се случува нешто брзо темпо. Да. Значи цената поминува незабележително. А една наједноставна обична сцена како што е Титаник, како на бродот, како што оди во позадина музика, значи тоа е момент кој што од филмот се вади буквално и оди во спот на... Па многу саундтраци станаа светски хитови, нели? Да, да. Едно со друго си оди, нели? Едно со друго, значи, да, си оди едно со друго. Затоа што велат си се поклопува едно со друго. Значи вклопено е правилно. Тоа композиторите, тоа музичарите многу е добро, ако има добра сцена и добра музика. Тоа е. Значи ако има добра сцена, лоша музика и обратно е лошо, нели? Па така е. Значи затоа и постојат добри и лоши музичари, квалитетни и неквалитетни. Значи некој знае да допре до емоциите, да допре до она што се слуша во моментот, да го препознае слухот и што и треба на публиката, да го погоди моментот, велат си се нашол во вистинско време на вистинско место. Не дека некој не е квалитетен, ама си знае да го препознаеш моментот. Тоа мислам дека и во музиката е многу битно. Многу чудна работа и тоа за создавање на музика не постои дефиниција. Значи некогаш на прва топка се случуваат добри ноти, освирени во моментот кога повеќе не можеш да ги освириш и не можеш да ги доживееш. Некогаш можеш и постопати да враќаш. Ајде сега, ајде вака, ајде. Меѓутоа тоа е тој моментот. Тоа е тој. Така и во сликарството, претпоставам, бидејќи не сум сликар, меѓутоа верувам дека е така. Моментот на потегот на раката или на уметничката фотографија. Да. Истото ми го каже една гостинка која вчера ми гостуваше Верица, писателка, госпоѓа Верица Петровска. Таа истото го рече. Јас запишувам, кога ќе ми дојде вика инспирацијата, запишувам од тој одреден момент. На што ми дојде дури на салфетка. Затоа што тој момент, таа инспирација никогаш нема да се повтори. Никогаш нема да биде иста, никогаш со таква емоција нема да биде. Значи, уметноста е таква, а во моментот кога ќе ти дојде инспирацијата, запиши го, нацртај го, искреирај го на било кој тип на уметност. Сите уметници се малку чудни. Да. Да не кажеме откачени. Специфични. Знаеш како, јас прочитав едно многу убаво дело пред, да кажеме, 7-8-10 години, која што се викаше Трагедија на гениите. Која е нивната трагедија? Најголемите дела од сите области, и од музиката, и од пишаниот збор, и од уметноста, се створени и пишувани во најголемите трагедии што им се случувале. Значи, во најтешките моменти на уметниците. Поминувале ни се неверојатни проблеми, неверојатни, дали емотивни кракови, дали здравствени проблеми, било какви тешки емотивни периоди во животот, најубави дела тогаш. Најубава музика тогаш Бах напишал. Најубаво дело
Хе се створил, кога го оставила неговата многу голема љубов. Значи, сите оние по нешто... Сите уметници и инспирациите бараат во, да кажеме, во љубовта пред се, меѓутоа и во она што во моментот им се случува. Да. Некои па сакаат едноставно кога се среќни да создаваат и такви дела. Меѓутоа, добро каже, во тешките моменти се создаваат делата кои што оставаат најголеми траги. Неверојатни емоции веројатно тогаш се ствараат кај луѓето. Да. Кога емотивните крахови прават кај човекот. Така веројатно таа емоција е способност, јас секогаш велам, способност да она што го чувствуваш да го преточиш. Дали во збор, дали во музика, тоа е всушност кога се прави музика, сега постои еден друг момент на занаетска работа. Што значи занаетска работа? Значи дека она што си го направил досега, твоето искуство што го имаш, и кога гледаш, да кажеме сега прави за други, го гледаш профилот на пејачот, како пееш што, и едноставно како овие кројачи кои прават оддел, и знаат како треба да го направат, да го дотерат. Има слика. Јас песните понекогаш ги гледам, знаеш. Да. Не ги слушам, ги гледам. Ги гледам песните и на тој начин компонирам. Да. Го гледам пејачот, сакам да кажам, значи постојат и такви моменти. Да. Каде што музиката е како занает, како композитор. Така. Да го направиш тоа парче да го музичка душа, да го спакуваш, да биде. И сега постои она што значи нешто друго. Не дека не е занает, меѓутоа што доаѓа од посебно за инструменталната музика и за филмската музика, што посебно мене ме инспирира и така. На еден друг начин кој се ознам тоа. Да. Така. Боби, кажи ми како само да ги разбереме луѓето кои што многу сакаат да пеат, а не знаат да пеат. Многу, имаме многу фестивали, нели? Имаме многу снимки, имаме многу снимки, преноси од не знам колку многу дали е гранд, дали за деца, дали за возрастни, дали за тинејџери, не е важно. Не знаат да пеат. Па тоа јас сега како гледач слушам и гледам дека не знаат да пеат. Најтешко да се работи со некој кој што не е талентиран за музика, да се работи во студио. Тоа е најтешко. Ми само може да плати 7 минути, е многу тешко. Значи тоа и сакав да го прашам. Јас музички необразуван сум. Значи не знам да препознам, да кажам квалитет или не. Добро. Јас кога можам да кажам не знае да пее. Зошто не се свесни луѓето дека не знаат да пеат? Па не може сите да работиме на исто. Многу луѓе сакаат да се појавуваат на телевизија. И многу е тешко кога ќе дојдат во студио и да барат. Па не само во студио, јас на пример ние кога свириме, пас ќе се навратам со мојот бенд на здравје со кој што работам во наши дегустителски објекти, нели. Значи луѓето сакаат да пеат. Дај го микрофонот, да земе да пее, да се покаже, не знам, стварно не знам што е работи. Сега има моменти кога некој знае да пее. Меѓутоа има моменти страшно, мислам уништува забава. Фамилиарна забава си прави, сега не може да го пее. забраните вие, тоа не може да се пее. Инаку во студио сега тоа е исто голем проблем. Имат луѓе кои што на пример сакаат да платат, може да много платат. Многу име мерак да си пеат. Сакаат да пеат. А ние живееме од луѓе кои што треба да платат, нели ние едноставно продаваме музика. И треба да му кажете не. И сега меѓутоа има моменти кога не може да се снима. Едноставно нема слух никаков. Не може на крајот на криштата тоа е твој минус ако го снимиш ти тоа, па не, па така е. Пишува Боби Серафимовски. Дали е свесен овој Боби Серафимовски? Што е ова? Ама страшно е тоа. Тоа е. Значи сега си работил за Цеца, работиш филмска музика, работиш со нешто квалитетно и сега доаѓаш во еден момент, ова Боби го направил. Убаво е да се земат пари, нели сите за пари работиме. Така е, сите не по секоја цена. Да се продадеме на таков начин, тоа е веќе. Па тоа е веќе многу ниско колку треба да застанеш да кажеш или тој што ќе искочи, кој што се појави на телевизија ќе каже кој ти е направи песната Боби Серафимовски. Толку. И сега публиката ќе каже што прави Боби. Да. Многу опасна работа е. Опасна е затоа што тие такви пејачи во наводници немат доста, немат граница. Значи, по било која цена сакаат да дојдат некаде. Јас сум имал соработка со многу музичари, пејачи, пејачки под наводници, некогаш толку голема желба, не сакам сега да влегувам, да именувам, имало и познати фаци од светот на естрадата, кои што биле значеле и се уште значат на ова наше македонско небо, кои што не знаат да пеат, сакаат да пее по секоја цена. А и ден денеска пеат. И сега ајде да направиме нешто, и јас до сега сум успевал некој да направам слоп на нешто, да кажеме музика и да ги метнам нивните гласови како рецитација, како нешто, како некој саунд, затоа што наистина не знаат да пеат. И сега тука нема што. И пробуваш да импровизираш. Па и многу пејачи кои што
се смета за пејачи во студија се катастрофа. Најчесто таму кај што се Катастрофа ствара музиката, си прав музичар, а на тезгите, на тие такви настапи, се тоа со галама, со гужва, може да се помине и да се замаскира и да некако тук таму се... Не зборувам за концептите, зборувам за тезгите. Тук таму некако кај што жива публика свирка. Ма нека има музика, не. Сепак мислам дека луѓето и аудиториумот ќе го оцени и ќе го процени она што е квалитетно и дека секој нека проба. Нека проба, едноставно. Добро, нека проба, но јас не би сакала да бидам дел од таа публика што ќе го слуша тоа. Кога некој ќе проба. Да, окей, така. Јас сепак не сакам да бидам таа публика. Ајде Боби сега да чуеме за школото. За она што тоа е еден многу битен момент. Значи јас сум многу среќен, заедно, значи овој проект е финансиран од владата на Република Македонија за самоработување. Носител на проектот е мојата сопруга, така, која што е директор на, значи ние работиме тимски заедно со мојата сопруга. Студио Серафимовски едукативен центар со еден голем ентузијазам, значи тргнавме незина иницијатива, вика побај да направиме нешто, сепак ти имаш име, бренд. Викам ајде да се обидеме и на наше задоволство, значи тргнавме скромно или онака пред 2,5 месеци и веќе имаме околу 50 ученици. Сите тие се среќни, доаѓаат, имаме професори кои што се навистина многу квалитетни. Користам прилика да ги поздравам сега. Имаме одлични услови за работа, имаме студио, продукција Серафимовски, која што оние што се квалитетни ќе имаат прилика да се наоѓа? Тоа се наоѓа во мојот дом, во нашиот дом каде што живееме, на Виде Смилевски пат 10, населба Зелен Рид. Приспособивме, бидејќи имаме голема куќа, приспособивме еден дел од куќата да функционира како музичко студио и едукативен центар. И навистина сме презадоволни од она што го работиме, имаме млади талентирани ученици. Реков дека имаме професори со навистина квалитетен бекграунд, кои што имаат високи школи, кои што се едуцирани, кои што навистина функционираат феноменално, имаат искуство во работа со ученици. Имаме хармоника, имаме гитара, имаме кларинет, имаме соло пеење, имаме специјал клавир, обичен клавир, виолина, имаме тапани. Интересно е тоа што многу се јавува да свират тапани. И тоа многу ме радува. И екипата и тимот е млад, перспективен, многу коректен во однос на она што го работат, искрено го работат, сакат да направат добар музички кадар. Така. Значи даваат максимум она што го знаат да го пренесат на учениците. И посебно ми е драго што јас како професор по гитара и по кларинет имам многу талентирани уметници, музичари, млади деца кои што се почетници, меѓутоа црпат едноставно, земаат она што им го давам искрено. Она што го знам, сакам да го пренесам на нив. Сакам да имаме млади, едуцирани музичари во градот Куманово, кои што веруваме некој од нив можеби ќе биде и светски познат. Да. Што посебно би ми направило задоволство, бидејќи тоа се мои ученици, наши ученици. Така е, многу е важно, да. Ајде имаме некои снимки да погледнеме што се однесува. Да кажам дека ова сега што ќе го видиме се почетници кои што свират месец и пол или 2 месеци, бидејќи снимавме во времето кога е распустот и многу ученици се надвор од Куманово, кои што се на едно повисоко ниво од соло пење, така да имате во предвид дека ова се почетници кои свират 2 месеци. Ако, да видиме.
Така? Ајде да го слушнем еден како... Ајде, полека, да не се прстите. Слободно. Значи, како што рековме, палецот може да стои тука на стенина на вратот, жиците морат да се внимава кога ќе се наместат на праговите да не ги допират другите жици. Одиме уште еднаш едур, полека. Ајде, одлично. Одлично. Ајде спусти се сега подолу, одиме на амнер. Значи, слободно. Браво, слободно. Повторно врати се на едур. Да изслушнеме првата жица. Ајде, држи едур, уште еднаш. Едур. Ајде, амо. Ајде, демо. Амо. Тоа е едур, одим на амо. Ајде, хатур сега. Ајде, уште еднаш хатур да го слушнам. Слободно, почисто. Браво, уште еднаш. Емо. Емо, полека само. Ајде. Ајде, емо. Дедур. Добро е. Веднаш треба да внимаваш. Положбата на прсти да биде како што правиме, како што разговараме, значи да внимаваш да не ги допираш другите жици за да може да го слушнеш тонот на секоја жица по-отделно. А сега одиме со оно што го работевме Happy Birthday да видиме како полека само. Браво, Дарија.
Значи, што рековме, да внимаваме на вежбите кога свириме стакато, кога свириме легато. Сега ќе пробаме да видам како си ја навежа 15-тата вежба. Значи, треба да внимаш, имаме 4 четвртински такт, на почеток имаме 2 половинки ноти, стакато удираш на прво време, за да пробаме. Одиме сол, 3, 4. Сол, сол, Еве видовме дел од работата на Боби Серафимовски, значи еден мал дел, почетници кои на вистина се изненадуваат за 2 месеци, како што рече Боби. 2 месеци, така да научат да свират, да ракуваат со инструмент, значи имаат мелодично звонив, имаат музикалност, имаат она што е веројатно потребно. Имаат пред се имаат голема желба да свират, тоа е најбитно. Сега музикалноста, времето ќе покаже колку се талентирани. И имаат искрен пристап од моја страна и од екипата на музичкото студио Серафимовски, значи се она што го знаеме, да им го пренесеме искрено, до крај што е. Бидејќи сепак ова музиката е занает. И ако занаетот него на чиракот, ако на калфат, ако него искрено него дадеш, целосно него покажеш, тогаш што може да има добри мајстри, нели? Ако чиракот е подобар од учителот, тоа е најголемото задоволство. Најголемото задоволство е тоа. Јас затоа верувам дека од тие дечиња и најискрено посакувам и ќе бидам најсреќен ако од тие некои дечиња стане една звезда музичка, еден диригент, да кажеме во некоја светска филхармонија, опера и така натаму, бидат одлични музичари и одлични пред се личности, бидејќи ние како едукативен центар се трудиме тие млади не само музички, него едноставно да со текот на нивниот развиток да бидат добри личности, добри деца. Така да, освен што треба да им ја пренесеш музиката, треба да си психолог. Сепак не е едноставно и лесно да се работи. Не е едноставно. Треба трпение многу, треба многу разбирање. Тоа се второ одделение, трето одделение, сега јас ќе кажам, значи
тоа се мали дечиња кои што сакаат да свират гитара. Гитарата не е баш едноставен инструмент за свирење. Тоа е нема едноставен инструмент. Тие нежни мали пршиња на дечињата. Ама секој инструмент си има посебно свој. Да, и сега оние кога свират па ги болат пршиња па полека, значи треба многу црпливо да се работи. Треба трпение, треба комуникација со децата, искрен пристап со нив, разговор, правење на паузи, па нешто ќе ми кажат некои нивни случаи од училиште, па разговараме за ова, за она и така. Значи правиме некоја мала пауза, па ќе кршнеме од темата, ајде што се случило во училиште, вака било, онака било. Значи мора да имаме еден другарски однос, пред се, еден родителски однос кон децата, бидејќи децата впиваат сега, тие се чиста книга, не напишана, така ли? Да. И се она што ќе им го покажеш, се она што ќе им го на некој начин промовираш и ќе им го понудиш, тие го црпат, го земат. И тоа станува, јас се сеќавам на моите почетоци, кога прв пат нема да заборавам, јас кога прв пат почнав да свирам гитара. Татко ми беше воено лице, се сеќавам дека еден војник од Нови Сад ли беше, не знам од таму, беше музичар и кај него во касарната. И јас тогаш почнував да свирам и татко ми вика, ај ќе те водам кај човекот да ти покаже нешто. И уште го паметам тој момент кога тој ми покажуваше како се свири гитара. Тоа се моите први почетоци со гитарата. И сето тоа многу значи кога јас понатаму работам со ученици, знам дека тие први контакти со инструментот, прв контакт со музиката, прв контакт со професорот, тоа останува во вечно сеќавање. Така е. Да. Тоа е во вечно сеќавање. Така е. Боби, многу ми е драго што има едно вакво училиште, едно вакво студио, едно вакво место каде што можат да се образуваат децата музички. Значи, тоа е една многу убава работа со оглед на тоа што ти си на музичката сцена веќе подолго време. Освен што си како музичар квалитетен, тој што си се докажал, значи со својот квалитет, искуството е многу важно. Искуството нема цена. Искуството нема не се купува. Тоа ми е многу драго што треба да се, што можеш и да го примениш и искуството и освен она што се нарекува воедно со музиката. Значи, музиката е едно, но искуството е сосема нешто. Треба да се, значи секој работа што се работи, треба да бидеш посветен на тоа што го работиш, ако сакаш да има успеси. Така. Значи на нас ни е цел сега да направиме како едукативен центар да створиме млади музички имиња кои што ќе пред се ќе бидат образовани, ќе бидат подковани музички и кои што понатаму ќе се развиваат во правилно насочени музички. Да бидат насочени и понатаму нели да градат својата кариера. Затоа и работиме со помали. Меѓутоа сакам да кажам и еден друг момент. Ние сме едукативен и музички центар кој што не познава граници и години. Значи можат и возрастни да дојдат кои што сакаат, кои што имале желба кога биле млади, а не свиреле. Може да дојдат и сега да се исполнат желбите, зошто да не. Да, и тоа се случува, имаме возрастни ученици кои што се одлични. Имам 2-3 ученички кои што се на гитара и онака баш се окей. Така да ако има желба можеш да дојдеш да свириш. Клави или не знам што. Така, сигурно убаво, зошто да не е доста никогаш. Зошто да не се проба. Така. Сакам уште нешто да кажам, бидејќи претпоставувам дека сме при крајот. Тука сме на крајот, да. Значи нашиот центар, музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски е отворен. Значи се уште дека можете оние што сакаат да свират, се уште уписот е во тек. Секој почнува од почеток, нели? Максимално му се посветува внимание, така да би сакал да направам една, да ги оставам телефоните ако не е проблем, да оние што се заинтересирани бидејќи ги гледат. Може да се јават на 077 630 510, значи 077 630 510. Ние сме лоцирани во населба Зелен рид. Многу едноставно може да не најдат, не е проблем. Така да да се обратам до гледачите на КТ телевизија да повелат да наминат ако сакат. Или нивните дечиња или оние возрастни може да наминат и да дојдат и да се запишат да бидат дел од нашето студио. Сигурно. Бобија, на музички план? На музички план многу активности. Значи пред месец дена подпишав договор во Лондон за филмска музика, една јака компанија. Договорот во Лос Анџелес се уште стои. Во фаза сум на завршна фаза на издавање на албумот Bobby and Friends, на кој што гостуваат рекол 12 еминентни музичари. Албумот ми е инструментален смут джез на кој што превладува звукот на саксофонот. Значи сите гости, најголемиот дел, се музичари кои свират саксофон. И тоа се навистина врвни музичари, најголем дел од Америка.
Имам две вокални композиции на кои што ми гостува еден пејач од Канада и една пејачка од Хрватска која живее во Германија. На некој начин таму екзистира и таму живее, да. Така да имам одлични критики, многу настапи имам по медиумите, по магазините, интернет, порталите, светски пред се зборувам. Меѓутоа сакам да кажам и тоа дека студио Серафимовски, продукција Серафимовски, работи со други пејачи, делот на комерцијалната музика. Тука е Боби Амадеус, тука е Даниел Тодев, потоа група Тандеми, многу, значи правиме секаков вид на музика. Комерцијална, народна, забавна, инструментална се. Значи работиме професионално, за сите музичари, така, професионално се работи. Боби, уште едно прашање имам, бидејќи тука е навистина самиот крај. Што е она твоја потајна желба што би сакал да оствариш на музички план? Дали имаш нешто? Верувам дека секој од нас го има. После што се однесува до професијата. Дали нешто? Дали мислиш дека се си постигнал? Па не, секојаш работам на нешто ново. Не знам што да кажам. Сепак мислам дека филмската музика и таа инструментална музика дека ми е тоа е атрактивното тоа нешто, нели? Сега може би нескромно ќе звучи, меѓутоа најголема желба ми е и верувам дека ќе се оствари таа желба. Затоа што јас чувствувам, имам интуиција во себе. Мислам дека ќе го направам тоа, здравје Боже, нели? Така. Значи мојата музика да заблеска на филм и тоа на некој светски филм и да добијам награда. Не е скромно, меѓутоа човек не треба да биде скромен. Реално така, не треба да се скромни луѓето. Јас не ја признавам таа скромност. Јас верувам дека може зошто да се сме скромни? Само битен моментот, ти правиот контакт и правата емоција во музиката. Точно. Значи сакам да добијам да бидам на светски филм и да добијам награда за филм, за музика за филм. Квалитетот е тука, ти имаш потенцијал и од друга страна желба многу јака, зошто да не се оствари? Значи ги имаш сите предуслови за да ќе се случи сигурно. Ќе се случи, како нема да се случи? Во делот филмска музика и во делот инструментална музика годините не се битни. Јас така е. Во последно време не сакам да се појавам многу на телевизија затоа што значи многу сум се појавувал на телевизија уште од 90-тите години. Имам 3 видеокасети по 180 минути. Значи многу насlovни страници, многу и сега мислам дека на телевизија треба да се појавуваат младите. Се занимаваш со музика, така е. Меѓутоа јас сакам како продуцент, како мултиинструменталист, како човек кој е композитор и аранжер да се докаже на тој дел, значи да биде дел од тим кој што прави озбилни и успешни дела, меѓутоа да не се слика, да биде од тимот позади сцената. Така. И да се збори за него, а тој да си биде позади и тие дела да останат трајни вредности кои што понатаму ќе бидат можеби анализирани или обработувани и така натаму и така натаму. Боби, јас ти пожелувам успех. Првин ти благодарам што одвои време да ми беше задоволство навистина. Станав со Бајле, пиевме кафе, сега претпоставам дека ќе направите уште едно кафе сигурно да пиеме. Сега ќе си пиеме кафе на рад. Ти благодарам, ми беше задоволство и драго ми е. И ми е драго што Боби Серафимовски продолжува да ја пренесува неговата музика, продолжува да ги образува музички нашите дечиња и сите оние кои чувствуваат потенцијал музички дека имаат музичко во себе, музички талент, музички квалитети. Така да сите вие кои што го чувствувате сето тоа, повелете кај Боби. Боби ќе знае на еден многу убав начин да го извлече тоа од вас и да го пренасочи на оној пат на кој што мисли дека треба. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Уште еднаш да ги поздравам вашите гледачи. Ми беше навистина задоволство што бев гост. Направивме убав разговор. На гледачите им посакувам среќна нова година, да ги прати здравје пред се, понатаму и се најубаво. Благодарам во нивното име и за тебе и среќа и беричит како на приватен, така и на професионален. Ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин за денеска Боби Серафимовски. Се надевам дека бевме доволно атрактивни да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Доколку е така, бидете утре со нас повторно во исто време од 7 до 9 часот во утринско време. А за денеска, како и што гледаме сите надвори, видовме дека е навистина сончево и пријатно време, еден прав пролетен ден. Искористете го време во прошетка. Пријатен ден.